Добро утро, почитувани гледачи, добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за менталното здравје и менталната хигиена во третото доба. Кога зборуваме за природниот процес на старење, најчесто мислиме на физичките промени, хроничните болести или терапиите. Но што се случува со емоциите, со мислите, со чувството на смисла и припадност? Пензионирањето, загубата на партнер, социјалната изолација, промената на улогата во семејството. Сето тоа може силно да влие врз психолошката состојба на човекот. Дали тагата е нормален дел од старењето, каде е границата меѓу осаменоста и депресијата и што всушност значи ментална хигиена во третото доба и зошто е важно да се практикува. На оваа тема утрово разговараме со доктор Фики Гаспар, доктор по развојна и педагошка психологија од Гаспар Центарот за психофизичко здравје. Добро утро и добре ни дојде во емисијата. Добро утро, благодарам многу за поканата. Менталното здравје, велиме, е важно и битно во кој било период од животот, но зошто е важно да зборуваме за менталното здравје и менталната хигиена во третото доба? Кои се тие промени и процеси кои што се случуваат, влијаат на менталното здравје, од друга страна доколку е добро зачувано, ќе значи убав, мирен процес и начин на старење? Така. Да, воведот беше многу убав, мислам дека ги опфати сите работи кои што се клучни во овој развоен период. Зошто е важно, исклучително важно е, посебно во овој период, затоа што овој период знае да биде отежнат и со останати работи, посебно ради стареањето, со тоа што ментална хигиена и добро ментално здравје ни дава квалитет на живот. Како што знаеме, лицата, луѓето кои што се во овој период, најчесто одат низ тој процес на пензионирање, кој што знае да биде и текако отежнувачки за начинот на функционирање кој што го имаат луѓето. Еден вид на транзиција голема, согласно нивните работни обврски, према одреден период каде што од нив се очекува и сами од себе треба да очекуваат дека го постигнале своето работење, ги исполниле обврските према општеството, така да кажеме, и сега треба да уживаат на некој начин, но зошто е отежнато? Затоа што можеме да кажеме дека прво физичкото здравје знае да биде доста под закана од самото старење. Многу често луѓето опаѓаат со физичкото здравје и со когнитивната, физиолошко опаѓање, тоа нормално, со когнитивните способности, кај некој повеќе, кај некој помалку. И многу е важно да се грижат и за тоа физичко здравје, затоа што тоа потоа влијае на самото ментално здравје и обратно, менталното здравје влијае и на физичкото здравје, како што веќе сите истражувања го покажуваат тоа. Потоа многу е важен социјалниот контекст, тоа е исклучително важен, нешто што кога работите со оваа возрастна група кажуваат дека многу често за жал се соочуваат со загуби од пријатели, од блиски лица кои што се на слична возраст или малку повозрастни, кои што не се веќе помеѓу нас. Тоа е голема загуба. Социјалниот контекст знае доста да опадне, но знае да опадне со тоа што и во самото пензионирање, ако да кажеме, ако во текот на денот биле 8 часа активни на работно место и со луѓе, посебно тие со динамична работа, посебно тие кои што имале работа кај што се среќавале и работеле директно со луѓе, сега наеднаш имаат некое чувство на празнина, кое што треба да се навикнат на таа транзиција да го поминат поголемиот дел од денот дома или некаде да прошетаат, но тоа е прилично во услови каде што се сами или со партнерот. Исто така, за жал, во овој период многу често знаат и да останат и без партнерот, сопругот или сопругата да починат, и е нешто кое што е голема развојна криза, кое што е доста честа, за жал, и сите овие работи знаат многу да влијаат. Нешто што истражувањата исто така го покажуваат е тој момент на осаменост, кој што е предизвикан од сите овие работи кои што ги кажавме, но исто така и заради тоа што многу често, кога ќе се пензионираат луѓето, почнуваат да чувствуваат една состојба каде што не се толку продуктивни и доаѓаат до израз, тоа посебно збориме. Знаете, луѓето имаат околу 35-40 години работен стаж, тоа се доста години
продуктивна работа и наеднаш од нив се очекува нели веќе да не работат, да уживаат, но како што знаеме природата на човекот е секогаш да биде ангажиран со нешто и нешто да прави, нели тоа од биолошки аспект така кај нас и многу знае овој процес да влијае на тоа луѓето не се чувствуваат дека се корисни. Тоа е нешто што многу влијае на квалитетот на животот и кога ќе ги сите овие акумулираме сите овие работи, а нешто што малку нели зборувавме и пред самата емисија и тоа дека за жал сега помладиве генерации доста и ни се иселени, па луѓето што се повозрасни често се останати без роднините кои што се блиско, најчесто нивните деца, внуците се одселени и имаат контакт, но не е исто како секојдневно дружење, друго е сега на социјални мрежи и тоа предизвикува нели одредено нарушување на квалитетот на животот што директно знае да влијае на менталното здравје и менталната хигиена. Сите тие се фактори кои што можат да влијаат, ама да ги избегнеме или да не дозволиме да преовладаат, бидејќи има начини како да најдеме да го зачуваме менталното здравје, когнитивна стимулација да имаме постојано и достоинствено и убаво човек да си ја помине староста или тој период од животот. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, јавите се, поставете прашања и на тој начин вклучете се и во денешната емисија. По рекламите уште еднаш мало подсетување за темата и гостувањето во Фактор здравје. Доктор Фики Гаспар, психолог, доктор по развојна и педагошка психологија, ни е гостин ова утро во емисијата, а со него зборуваме за менталната хигиена и менталното здравје во третото доба. Веќе имаме и гледач на линија, па му даваме предност да го слушнеме. Добро утро, повелете. Добро утро, добар ден ви посакувам. Ви благодариме. Вака сега, јас имам 58 години, вака физички се чувствувам окей, како да кажам. Меѓутоа ментално некако како да се издржам, како мозокот да ми е уморен. Па би сакала господинот Фики да го прашам дали има некои суплементи или нешто, зошто ова чувство го имам, зашто стварно вака физички се е добро. А како да ни го опишете тоа, кога велите мозокот ми е како изморен? Па некако во главата внатре, како нешто да ме оптеретува, нешто ми тежи, не знам дури ни јас да го опишам тоа. А дали сте активни во текот на денот, во смисла и да се дружите, да излегувате, да си ги извршувате работите? Излегувам, уште на работа, не сум во пензија, меѓутоа нешто се случува внатре, не знам што. Премор, замор ли е? Ви благодариме. И некли господинот го следев, беше на телевизија Телман, чинам беше гостин, ама не можев да добијам. Ете, сега имавте можност да го поставите прашањето и да го слушнете и советот и препораката. Ви благодариме за прашањето. Да, сметам сепак се работи нели за помлада личност, не е влегува во таа категорија на трета доба. Тоа што сметам дека најдобро е да се направи е да се направи една консултација и со психијатар или невролог, но исто така може да се направи и невропсихолошка проценка. Таа се прави од психолог, невропсихолог кој што ќе може да утврди малку поточно да се види зошто се појавува ова чувство, кога ќе се проверат когнитивните способности, кога ќе се оди, кога ќе се направи разговор. Неколку причини може да бидат, секако првично се отфрлува дека се работи нели за физиолошка или физичка состојба и потоа ако се покаже така може да биде едноставно одредена состојба на преголем умор, когнитивно да е личноста доста заморена, да се работи за некој постресен период кој што го поминува и врз основа на тоа нели прво кога ќе се елиминираат физиолошките состојби или физичките состојби може да се види и психолошкиот или менталната хигиена да се провери, но ако се направи таква комбинација на разговор со психијатар, разговор со психолог и невропсихолошко тестирање, ќе имаме тотално јасна слика за што се работи и најверојатно нели ќе се утврди дали нели нешто треба да се превземе и најчесто во вакви ситуации многу често доаѓаат
нели корисници или клиенти кај нас и така ја опишуваат ситуацијата и ова се нели насоките кои што ги даваме, кои што потоа па точно прецизираат за што се работи и врз основа на тоа нели се дава одредено доколку се дава нели медикаментозна терапија, тоа го прави психијатар или суплементи во овој случај, но може исто така да се дадат и одредени когнитивни вежби, може да се препорача нели на разговор со психолошки советник или психотерапевт, но првично и најважно е нели да се направи јасна дијагностика, да кажеме што уствари ни е тоа што ни треба во овој случај, што е тоа што ни ги предизвикува овие симптоми, врз основа на тоа се дава план и програма за работа со самата личност, кое што во вакви ситуации во најголем дел од случаите се решава сосема успешно и најчесто нели се работи за нешто кое што е на ниво на психолошка состојба кое што се решава. Така, со психотерапија и добро е кога човек е сам свесен дека нешто има некаков проблем, па еве првично вака може преку прашање во една од емисиите, а потоа нели да се направи преглед кога спомнувате когнитивен пат, когнитивна стимулација, когнитивни способности, што подразбираме под тоа? Да, тоа значи процеси се тие, размислување, мислење, исто така нели концентрација, фокус, внимание, сите тие процеси когнитивни кои што ни овозможуваат ние да функционираме, кои се многу важни, нели, кои што ни даваат просто нели да ги прецепираме работите, да реагираме на работите, најчесто нели фокусот и вниманието овде секогаш кога ќе се појави одредена потешкотија, тие се исто изложени на ризик, нели вниманието опаѓа, концентрацијата опаѓа, ете такви има одредени чувства на потешкотии за вршење на секојдневните работи, секако мора да нагласиме дека квалитетот на животот опаѓа на тоа што чувството на мир се намалува, нели нешто чувствуваме како ова Господја дека нешто се случува и не ни остава нели да бидеме мирни и тоа е најчесто нели нешто кое што го кажуваме и како што спомнавме нели пред самата емисија превенцијата ни е многу важна. Вака кога ќе почувствуваме дека имаме некои одредени потешкоти или да кажеме симптоми, најдобро е да се исконсултираме со психолог или психијатар. Најчесто убаво е да се направи и со психолог и со психијатар, да се види каква е нели ситуацијата. А и за сите други работи кои што нели би ни влијаеле со тоа што нешто што многу често се прави кога ќе се пожали одредена личност или корисник на потешкотија некоја, секогаш прво се елиминираат физичките состојби, нели да не се пак се работи за некаква болест или состојби и потоа ако се утврди нели дека сите параметри кои што ги проверуваат медицинските лица се во ред, тогаш се препраќаат на или на психијатар или на психолог во овој случај, каде што психологот нели може да направи и невролошко тестирање, има и други тестови кои што знае да ги користи нели во оваа ситуација, доколку нели зависно на што е насочен тој клиент или тој корисник и врз основа на тоа нели работите стануваат многу појасни, но како што кажавме, посебно врзани за овој развоен период, нели третата доба, периодот на старење, треба да се видат прво физичките состојби, тие се најважни, потоа да се провери нели менталната хигиена, главно низ сите овие работи што ги кажавме, но треба да се видат и срединските фактори кои што се многу значајни, кои што ги набројавме. Факторот на социализација, кој што страшно многу влијае не само нели кај возрастните личности, туку кај целиот процес на развојот на човекот и треба да се видат тие одредени ситуации кои што ги кажавме, кои што знаат некогаш клучни да бидат. Ете така, роднините не се блиску, децата на луѓето не им се овде, загубата е многу честа причина како што нели кажавме за појавување на тага или хронична тага која што потоа за жал знае да доведе кон депресија. Кога би можела да премине во депресија и може ли да премине и во таква состојба? Да, секако дека може да премине, може да се појави нели анксиозно депресивно расстройство кое што за жал знае да биде често кај нас во нашата популација и извор или фактор за тоа да се појави може да бидат сите овие работи што ги кажуваме. Знаете, во нашите професии многу индивидуални се сите случаеви, не е толку едноставно, туку многу фактори се работат и сите треба да се земат во предвид за да може точно да се направи добра проценка, а секако со добра проценка ќе знаеме нели како и да влијаеме и затоа нели доколку се работи за чувство на загуба, доколку се работи за
тешка транзиција помеѓу нели од личност која што е во активен работен однос кон пензионирање, најдобро е да се консултира нели со психолог кој што точно ќе може да дефинира дали сепак ќе даде одреден процес на работа со психотерапевт или психолошко советување и доколку смета дека сепак симптомите се поизразени, нели и се работи за психосоматизација, тогаш може да ги препорача и на психијатар за да се даде и соодветна медикаментозна терапија. Да. Имаат ли луѓето во третото доба и овие генерации малку отпор од одење или барање совет од психолог и психијатар, бидејќи во нивно време кога биле млади, веројатно многу помалку се зборувало за сето ова или многу помалку било и доминантно изразено? Да, има одредена стигма се уште и одредено непознавање нели за точно што е тоа што го работи психологот, што работи психијатар. Неколку фактори исто така се овде. Прво и едно од поважните сметам дека е тоа што сепак најчесто збориме за личности кои што во текот на животот немале такви потешкоти и наеднаш се појавува таква потешкотија и они не можат да точно да ја детектираат до што е. Најчесто нели чувствуваат дека се физички нешто не е во ред со нив и додека нели се да се испита, тоа трае одреден период и потоа кога ќе утврдат дека па не можат да разберат, можам да кажам и некои не можат ни да прифатат дека имаат одредена потешкотија, нели, психолошка, затоа што некако има поврзаност и очекуваат дека доколку се работи за психолошка потешкотија, дека се работи за некоја посериозна работа и нели овде ги имаме тие нели често кажувања, но јас сум нормален, се е во ред со мене. Значи, психичка потешкотија или психолошка потешкотија не значи дека нешто не е во ред, туку таа е одредена состојба која што се најчесто се решава и потоа кога ќе ги видиме сите овие симптоми и е многу јасно зошто се појавува и на секоја личност, збориме за типични личности, очувани когнитивни личности, кога би се соочувале со тие работи, секако би се појавила таква потешкотија и нели тоа е, да кажеме, ако мора таа терминологија да искористиме, нормално кога човек поминува низ процес на загуба и низ транзиција тешка, да ги почувствува тие психолошки тегоби, што е многу важно, нели, да толку изразени и со толков интензитет да не опстојуваат долго време. Да не опстојуваат затоа што потоа тие може да бидат процес на тагување, нели, онолку колку што да може да се претворат и нели во одредено расстройство, како што кажуваме дека ние депресијата. Затоа нели превенцијата е важна, добра. Секогаш треба нели да се направи проценка и нели овде би советувал и да кога ќе почувствуваат нешто да не поминува премногу време пред да се исконсултираат со професионалец кој што ги работи овие работи, овие професии, затоа што тоа точно ќе ги детектира работите и ќе може навремено да се превземат одредени работи кои што нема да дозволат да се влошува состојбата. И секако во оваа возрастна доба нели се комбинираат повеќе работи, за жал, нешто што гледаме дека нели кога ќе опадне и физичкото здравје, вистински се потенцираат и останатите проблеми затоа што доаѓаат како дополнително отежнување и ние даваме совет нели покрај тоа редовни проверки кои што нели ќе ни овозможи некаков вид на превенција, навремено реагирање, но ете мораме да ги кажеме и моментите, не знам колку време има, може да ги кажеме и моментите кои што се позитивни, а тоа се нели луѓето да пробат да се социализираат колку што можат. Не сум многу запознаен, но знам дека има одредени дружења кои што ги прават пензионерите. Исто така постои нели и социјална услуга која што е поддршка во активно старење, кое што сега моје очекување дека во наредните години ќе биде се почесто од страна на локалните власти, затоа што веќе истражувањата јасно покажуваат дека опаѓање на квалитетот на животот и како влијае на здравјето на личностите. Тоа е нешто што очекувам дека во овој период во наредните години ќе се работи доста, со тоа што ќе се подобри таа ситуација на социјализација, ќе се намали чувството на осаменост кај овие лица, посебно тие што имаат. Им се даде можност на сите, така и оние кои можеби ги немаат. Да им се даде можност и да се
подобри, нели, баш тоа, квалитетот на животот кај овие личности, затоа што јасно е дека, нели, мора да се вклучат сите, не само личностите кои што се во таа возраст да бидат оставени на себе да наоѓаат решение за овие проблематики, туку треба да се уклучат сите, нели, главно и нашите локална самоуправа и, нели, централна самоуправа, сите да влијаат на овој проблем, затоа што ете и самите истражувања со правење на промена во однос на начинот на функционирање кај овие лица покажуваат многу позитивни промени и така на некој начин, нели, ќе се намали и тие моменти користење на здравствена грижа која што, нели, често се појавува заради тоа што симптомите се појавуваат така од психолошкиот аспект што луѓето имаат нарушена ментална хигиена и едноставно тоа е еден склоп на сите работи, така да социализацијата ни е многу важна, доколку можат да се снајдат да вклучат некакво хоби кое што ќе ги исполнува и ќе ги направи да се чувствуваат дека се продуктивни во полето. Нека се учат и нови вештини, така? Зошто да не? Доживотно учење е исто многу важно. Знаеме дека луѓето, нели, кога го поминуваат тој процес на доживотно учење, посебно во оваа возраст за нешто што имаат самите интерес, а некако обврска, нели, многу помага при менталното здравје и при чувството и квалитетот на животот. И сите овие работи се склоп кој што ни е важен и сигурен сум дека доколку се движиме во тој правец, за одредени години од сега ќе имаме позадоволни и поздрави возрастни личности кои што се, нели, во пензија, а сепак, нели, се функционални и ќе бидат секако многу подобро за целото општество. Така и добро зачувано ментално здравје веројатно ќе е предуслов за достоинствено старење и поминување на годините и тој период од животот. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, ве слушаме. Добро утро. Видете, сега не знам кој се јавува. Мали прекини имаме, не успеваме убаво да ве слушнеме. Ајде уште еднаш ако може од почеток. Да. Ало? Добро утро. Добро утро, сега ве слушаме. Видете, јас сум жена на 76 години. И сакам да го прашам докторот со овие ментални здравја, дали е ментално здравје, например, ако си склеротичен, ако си со деменција, се викато другото. Јас, например, одам кај невролог. Се невролог, психолог, психијатар, тие сите доктори се во кај неврологот јас примам диаврон. Секое сабајле и мемобил. Затоа што она вика дека има ситни тромбови низ мозокот и памтењето како на секој постар човек е понамалено. Меѓутоа немам некој многу непамтења, многу заборавања. Јас за овие мои години мислам добро одам, добро се однесувам. Сега, дали може докторот да ми каже зашто се овие лекови што ги примам, диавронот, мемобилот, тие се многу скапи за пензионери, едните 750, другите 1200. Така ми сам скапи тие на приватно. Така, разбираме целосно, да. Ви благодариме за јавувањето и за прашањето. Да, ќе си продолжите редовно да си ги правите контролите кај невролог, како што досега нели рече гледачката, бидејќи докторот најдобро проценува така што е потребно во моментот, но има ли некогаш простор да се посети психолог, да се направи еден разговор, па да се види во која насока понатаму да се продолжи? Така. Многу често, нели, кога се работи за повозрасна личност, знае да се појави одредено физиолошко когнитивно опаѓање, кое што е типично, и секако доколку, нели, се почувствува тоа, личноста, оваа госпоѓа одлично се одлучила да оди на невролог. Неврологот, нели, направи одредена проценка со начинот на кој што работат, он, нели, ги превзел сите действија и препишал медикаментозна терапија. Невропсихолозите исто така знаат да направат проценка. Најверојатно неврологот е во соработка со невропсихолог кој што ги има направено тестирањето и утврдиле дека за оваа личност најсоодветно ќе биде да се дадат
таа медикаментозна терапија. Треба да имаме предвид дека медикаментозната терапија се дава по јасна медицинска историја, затоа што нели докторот прави проценка кој медикамент е најсоодветен со историјата која што има госпоѓата, нели, на примена други медикаменти, на се што се случувало, нели, во нејзиниот живот. И ние затоа препорачуваме личноста која што ги води, во овој случај неврологот на госпоѓата, да често се оди на посети, како што и самиот невролог има ја насочено госпоѓата, за да може да се води евиденција и да се следи, нели, како ќе прогресира состојбата. Многу често, нели, доколку се работи за патологија, се вклучуваат медикаментозна терапија, но често знаат да вклучат и суплементи кога чисто превентивно кога се работи. И покрај сето ова, може ли да се вклучи нешто друго во таа ментална хигиена, што велиме, тие некои мали навики кои што би ни помогнале да го одржуваме умот, мислите, да не забораваме толку многу, иако многумина во тој период се плашат и од деменцијата и од заборавањето. Така. Да, баш така е. Најверојатно неврологот има дадено некои насоки за когнитивни вежби или ја има пренасочено кон одреден психолог кој што би ги посочил тие, нели, когнитивни вежби кои што може да се прават. Многу е важно да, нели, да се каже дека неврологот и психијаторот ја даваат таа медикаментозна терапија, психолозите во овој случај кога се работат со тестирање и со одредени когнитивни вежби кои што ги даваат, но и со советување или психотерапија кои што, нели, може да дадат насоки од еден аспект. Знаете, кога човекот ќе се соочи со одредена потешкотија, нели, во здравието, многу често знае да биде нарушено и тоа ментално здраве или ментална хигиена, се појавува чувство на страв, нели, заради тоа што чувствуваме дека нешто, нели, здравствено не е во ред кај нас. И тоа е многу важно. Психологот овде има најмногу работа, нели, да поработи малку на доживувањето на самата личност и да се направи, да ги затврсти тие психолошки столбови, ги викаме, кои што ја одржуваат личноста да биде психолошки добра и да се задржа таа ментална хигиена. И секако, нели, доколку покрај, нели, терапијата која што ја прима и невролошките прегледи кои што ги посетува госпоѓата, убаво е со неврологот да искомуницира дали може да и се препорачи одреден психолог кој што ќе може да се вклучи, доколку веќе не е вклучен во самата работа, за да може тој аспект да се постигне нешто и да се покрие и тој аспект. Така, да се покрие и тој аспект на когнитивните вежби, но и да се покрие аспектот и на комуникација, остварена советување. Така. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас. Со разговорот во студиото, а колку семејството има важна улога во зачувување и добро ментално здравје кај повозрасната, постарата популација, зошто е важно да не чувствуваат дека тие луѓе им се терет, па и од друга страна и самите тие да не се чувствуваат дека се терет во семејството. Така, да. Ние како, нели, луѓето сме социјални битија и тоа е многу важно. Сите ние имаме потреба од близина. Нели, таа близина соодветна е кога ја имаме од семејството и од пријателите. Многу е важно затоа што поврзаноста со семејството игра важна улога во квалитетот на животот и во чувството на припадност. Или ние сите имаме потреба да припаѓаме некаде и семејството е првиот круг и најтесниот круг на кој што припаѓаме. Нешто што се случува на оваа возраст, нели, посебно кога ќе се влезе во пензија и ќе поминат малку повеќе години, заради, нели, физичкото опаѓање и когнитивното опаѓање, многу често луѓето знаат да доживеат, затоа што за жал веќе деновите многу брзо движат и животот е многу брз и стресен, и за младиве и за постариве, знаат да се почувствуваат како да се терет и како да, нели, се побавни и на некој начин и го замислуваат во тоа што јас сум разговарал и како да сметаат, кој што кога ќе направите муабет со семејството воопшто не е така. Знаете, луѓето кои што се, нели, кои што работат и кои што се имаат помали деца, се во постојана борба со времето и со животот и
многу често, знаеш, кога ќе дојдат во комуникација со постарите, не се толку трпеливи, но кога ќе направите малку муабет, ќе видите дека и како се благодарни за, нели, тоа што постарите се овде и може да се потпрат на нив и совет да земат некојаш и за да помогнат и со децата и со други работи, кои што многу посебно е така и нас на работа, многу често бабите и дедовците ги носат деца, кај терапевтите кои што работат со нив и се дел од системот и многу често тоа и го зголемува квалитетот на животот. И тоа нешто што можеме ние да го кажеме дека, нели, тоа доживување дека се терет не е вистинското доживување, не е реално отсликување на како стојат работите, туку е интерно доживување кај личностите, заради тоа што во текот на животот, додека биле во работен однос, биле цело време активни и се научени дека нивната улога и нивната задача е они да бидат активни. Тоа е нешто што треба да се потсетат повозрасните. Некои совети што исто така можеме да ги дадеме, нели, тие што се физички очувани во добро здравје, да, како што кажавме, да се вклучи некое хоби кој што го сакаат, да поминат повеќе време во прошетки, да поминат повеќе време. Бидејќи токму во овој период ќе имаат многу време да го изреализираат она што можеби немале време додека биле во работниот однос. Да, биле во работен однос, баш да го искористат времето да прошетаат, да прочитаат, да направат нешто што од секогаш го сакале да го направат, но немале време или немале можности и нели да се вклучат доколку можат и доколку имаат околу нив, да се вклучат во одредени активности кои што се наменети, нели, за оваа популација и за пензионери. И тоа отворено да зборуваат за мислите, за емоциите, колку тоа ќе им помогне секако поубаво да се чувствуваат. Да зборуваат за како се чувствуваат, тоа важи за било која возраст, посебно, нели, за постарите и многу влија и секако, нели, доколку се во одреден процес на загуба да се исконсултираат и со професионални лица, но и со останатите делови членови на семејството, за да не го чуваат во себе, да можат да бидат, нели, отворени околу тоа, затоа што така полесно се прифаќа и се носи со одредена загуба, а и секако, нели, ќе можат останатите членови на семејството и блиските пријатели и луѓето околу нив да дадат одреден совет доколку, нели, почувствуваат дека сепак справување со загубата оди, нели, малку потешко, да се дадат одредени совети. Така да секако овие се важни совети кои што можат да пробат да ги практикуваат, кои што, нели, се достижни, не се толку тешки да се постигнат и ќе видат, нели, со текот на времето како ќе се адаптираат на ваков начин на функционирање, дека ќе се почувствуваат и подобро и секако повторно да нагласам дека таа превенција или поточно реагирање на време доколку чувствуваат одредени потешкоти е многу важно. Да без, нели, таа стигма која што може само за жал да наштети ако, нели, долго време нешто чуваме затворени и потоа веќе кога ќе дојдеме до ситуација каде што не се издржува или е претешко, па тогаш да се ама тогаш ќе биде и потешко да се излезе од целата таа ситуација. Да се излезе секако и многу полесно ќе биде доколку се реагира на време. Да. Имаме ли потреба од дневни центри за активно старење? Активно старење. Таа е таа, и што би значело тоа? Да, таа е таа социјална услуга која што ја збориме, дневни центри за активно старење, кои што веќе работиме на тој план, но гледам дека и општините веќе се доста заинтересирани баш ради, нели, резултатите од повеќето истражувања направени. Тоа значи дека ќе се има одреден дневен простор кај што можат возрастните кои што се здравствено очувани во пензија да доаѓаат и да имат социализација и различни активности во кои што ќе биде ангажиран и одреден психолог кој што ќе работи на тоа. Тоа може да бидат прошетки, игри, во друштвени игри, разговор за различни теми, активности. Многу често знаат да се искомбинираат активности кои што ги прават и одредени издруженија за лица со посебни потреби или одредени активности кои што се едукативни, каде што се може да се дури и волонтерски да помагаат, така, да бидат вклучени во нешто. Волонтерски да помагаат, да бидат вклучени и самото зошто
сега ќе се даде повеќе значење, повеќе влијание на вакви и ќе се овозможи да работат вакви дневни центри со активно старење, заради тоа што резултатите се покажуваат дека се многу позитивни во однос на таквите дневни центри и ефектот кој што го имаат е позитивен не само за лицата кои што се во пензија и кои што ќе бидат вклучени, туку главно и за општеството, баш заради тоа што тие можат да бидат многу продуктивни. Старите лица кога ќе ги насочите на нешто кое што се заинтересирани и нели секако способни да го сработат. Така, ќе биде убаво и добро за сите и пораката на крајот би била да си го живеат животот и во тој период вадејќи го максимумот од она што значи добро и квалитетно старење. Така. Да. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме со ново издание повторно во понеделник во истиот термин.